Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. И во ова видео ќе зборувам за одговорноста, поточно за видовите одговорност кај младите и бидејќи постои некоја разлика меѓу тоа што се одговорности на младите, а што се на возрастните, ќе снимам и видео за одговорностите кај возрастните, но сега фокусот ќе го задржиме на младите. Првата и најбитна одговорност која имаат младите луѓе кон себе, тоа е личната одговорност, односно одговорноста за собствените постапки и реакции кои што се базираат на нивните емоции и мисли. Врз основа на тоа понатаму преземаат одговорност за грижа за своето здравје, за едукација, за односите со другите луѓе и за многу работи кои што се дел од секојдневието и кои што се потребни за едно квалитетно и здраво живење. Личната одговорност, според мене, е поврзана со сите други видови одговорност и некако се испреплетуваат, затоа што ако немаме одговорност кон себе, многу потешко ќе имаме свесност за тоа што е наша одговорност кон другите, кон заедницата, кон околината, кон се што не обкружува, затоа што сите ние сме дел и припаѓаме на таа заедница. Одговорноста започнува од најмали нозе и се учи. Нормално тука голема улога играат возрастните, односно родителите, и за тоа зборував. Меѓутоа во адолесценцијата една од најголемите одговорности која што имаат, нешто што е голем дел од нивното секојдневие, која што се повеќе треба да ја преземаат, а не да ја препуштаат на родителите, односно родителите полека да ја препуштаат на своите деца, а тоа е одговорноста за своето образование, односно за односот кон образованието. Тоа подразбира одговорност за присуството и редовноста во образовниот систем, независно дали се работи за крајот на основното, средното или високото образование. Одговорност за сопствениот труд кој го вложуваат за да се образуваат, одговорност за изборите кои што ги прават, одговорност за нивното неформално образование и се она што учат од социјалните мрежи и треба да бидат внимателни. Нормално во овие години ќе направат и така наречени погрешни избори, односно ќе пробуваат разни работи затоа што се бараат себе си, тоа е апсолутно во ред. Меѓутоа, треба да преземат одговорност, дали се посветени, дали се дисциплинирани во своите обврски и активности, дали се доволно трудолюбиви во однос на тоа што сакаат да го добијат како резултат и како награда, дали се заземаат за своите права, дали и колку вложуваат во образованието и во формирањето на себе како личности. Исто така овој период е период во кој се учи како да се презема одговорност и за неуспесите, кои се дел од развојниот пат на сите, односно за послабите успеси, послабите резултати кои што ги постигнуваат, да бидат свесни за своите слабости, пропусти, грешки, со цел да ги подобрат своите вештини и да постигнуваат подобри резултати доколку нив тоа им е важно. Во различните степени на образование тие учат различни работи, колку и да имаме ние забелешки и критики кон денешното образование. Сепак образованието дава голем придонес во тоа да ги научи децата како да учат, како да бидат љубопитни, да истражуваат, да развиваат свое мислење, да вежбаат меморија, дисциплина, фокус и така натаму, што се разбира дека понатаму во животот ќе им служи не само во процесот на образование, туку во понатамошниот тек на животот. Адолесценцијата е период во кој се повеќе и повеќе одговорноста за образованието на младите луѓе треба да им се препушта на младите, а тие да си ја преземаат и да си ги завршуваат своите задачи и обврски и да стојат најодговорно за своите неуспеси, слабости, грешки и да работат за да добијат подобри резултати. Се разбира во оние сфери во кои што нив им се битни, а родителите се повеќе тука за да даваат поддршка. Би било убаво да се зголемува свесноста за улогата и одговорностите кои што ги имаат во рамките на своето семе. Некои работи се учат од најмали нозе, меѓутоа нивото на кое што тие одговорности растат или на кои што младите имаат поголеми капацитети да одговорат се зголемува. Свесноста за припаѓањето во семејството и свесноста за можностите кои младите луѓе ги имаат
ќе ги насочи кон тоа да придонесуваат во семејството на кое што припаѓаат на свој начин, се разбира. Односно, да им помагаат повремено на возрастните, особено ако има постари членови во семејството, да помагаат во дел од домашните обврски, да не чекаат и да не оставаат се на родителите. Исто така е битно да ги почитуваат, да разговараат со нив, да им бидат тука понекогаш кога и на возрастните им е потребна некаква поддршка. Сето тоа зависи од тоа како родителите се однесуваат меѓу себе, како се однесуваат кон своите повозрастни родители и како ги учат своите деца. Понекогаш ние родителите, сакајќи да бидеме добри родители, не им дозволуваме на младите луѓе да ги преземаат обврските. На сите ви е познато тоа, не немој, оди ти учи, јас можам, јас ќе направам побрзо, јас подобро. И ние придонесуваме кон тоа младите луѓе да не се толку активни, да не преземаат одговорности, меѓутоа како поминуваат годините, како што реков, имаат повеќе капацитети, имаат развиено повеќе вештини, па со оглед на тоа може да преземат и дел од обврските и се разбира да бидат одговорни за се она што го сочинува домот и за се она што го дава, меѓутоа и што го бара семејната заедница како систем. Би било убаво да го прават сето тоа со љубов и разбирање, затоа што љубовта и разбирањето може да ги надмина сите семејни разлики и недоразбирања. Овде сакам да споменам дека многу пати младите ја преземаат улогата на еден од родителите, стануваат партнер на другиот родител или пак се грижат и придонесуваат од многу рана возраст на семејниот буџет, се грижат за еден од родителите, за своите помали братчиња и сестрички. За тоа постојат многу причини во реалноста. Дури и да е така и да се во таква ситуација и да им е понекогаш тешко и напорно, сепак, ако има љубов, ако има разбирање, ако има свесност зошто ги прават тие работи, ако има меѓусебна поддршка, тогаш и таквите активности ќе биде многу полесно да се извршуваат. Младите луѓе исто така имаат своја одговорност кон заедницата. Овде ќе ги спојам одговорностите кон заедницата и општествените одговорности, затоа што општеството е нели пошироката заедница на која сите припаѓаме. Ако младите луѓе имаат лична семејна одговорност, многу полесно и поедноставно ќе може да бидат одговорни кон пошироката заедница, затоа што едноставно ја препознаваат својата улога, ги препознаваат своите вештини, својата човечност и грижата за себе, грижата за семејството и домот ќе ја префрлат и на она што се случува наоколу. Може да бидат поинспирирани да придонесуваат за хигиената во околината, да не се оштетуваат и кршат разни реквизити кои што се наоѓаат во парковите околу зградите, да направат некакви акции во кои ќе помогнат да се среди, да се уреди некој простор, ќе учествуваат во разни настани со хуманитарни цели и не мислам овде само на собирање на пари, туку разни надпревари, трки, културни манифестации во кои што ќе го дадат својот придонес, ќе придонесат за добробита, за забавниот живот, културниот живот во својата заедница. На тој начин може би ќе инспирираат и мотивираат некого. Како и да е, младите луѓе имаат исто така одговорност кон заедницата на која припаѓаат, кон општеството и се разбира секогаш да бидеме комуникативни, културни и да ги почитуваме луѓето кои што се дел од заедницата и на тој начин да придонесеме и со личен пример да помогнеме да се подобри комуникацијата, која што, за жал, не е секогаш на високо ниво и онака како што може би очекуваме и сакаме. Не мора ние да придонесуваме на работите кои што не ни се допаѓаат, кои што ги маркираме како слабости на заедницата или општеството, напротив, со личен пример колку што можеме да се обидеме да дадеме свој придонес на подобрување. И како млади луѓе треба да знаеме дека од околината и од возрастните, освен што можеме да учиме какви сакаме да бидеме и што да правиме, некогаш може да научиме и какви не сакаме да бидеме и што не е добро да се прави. И однесувањето на другите и негрижата на другите и пасивноста може би на повозрастните да не биде за младите оправдување, туку напротив, да биде мотивација
за да направат нешто поинаку. И сето ова е некако многу блиско до социјалната одговорност, односно вклучувањето во социјалниот живот, помагањето за да се развива на влијанието врз социјалната интеракција, не само тие друштва и групи на кои што припаѓаат, разни забави кои што се случуваат и на кои присуствуваат и секојдневно на улица, во продавница, на секаде, да воспоставуваат добра интеракција со другите луѓе, да се биде внимателен со другите, да не се навредуваат, да не се повредуваат, но исто така треба да се зголемува свеста за прифаќање на она што е поинакво, на она што е различно, на она што е непознато. И овде не мислам само за одредени категории, туку затоа што младите, исто како повозрастните, понекогаш поради своето воспитување, понекогаш поради тоа што биле повредени од некои поединци, постои веројатност да се групираат во различни групи кои имаат спротиставени ставови, да апсолутно во ред. Секогаш ќе постојат различни мислења, секогаш ќе постојат групи кои се надпреваруваат за нешто, меѓутоа сепак треба да се има едно одредено достоинство во комуникација, едно одредено достоинство во тие надпреварувања меѓусебни, или да се биде свесен за тоа дека сите имаат право на собствени избори и сите имаат право да си го живеат животот како што сакаат, на крајот на крештата, се до тогаш додека тоа не влијае на нашите животи. И овде сакам да ја споменам таа слобода за која сите толку многу тежнееме и за која сите се бориме, и остварувањето на нашите права. Но и за тоа имам снимено видео, забораваме дека понекогаш нашата слобода може да влијае негативно врз слободата на другите луѓе или борбата за нашите права, да ги потисне правата на другите. А тоа веќе не е борба за права, туку е дискриминација и наша социјална одговорност, односно социјална одговорност на младите луѓе е да се почитуваат другите социјалните разлики, да се почитуваат различните избори на другите луѓе, да не се проценува, да не се етикетира, да не се дискриминира, а тоа се разбира, се учи на рана возраст и се практикува во текот на целиот живот, затоа што како поминува животот, си повеќе и повеќе ќе се соочуваме со разни категории, различни ставови, опции, групи, поединци, и би било убаво да сме свесни дека луѓето, исто како и ние, имаат право на свој избор, на свој начин, но се разбира дека тоа не треба да влијае и да не повредува нас и нашите животни избори, исто како што и нашето однесување, нашата слобода, нашите права не треба да влијаат негативно врз животите, изборите и секојдневието на другите. Како што на почеток кажав дека личната одговорност е поврзана со сите овие одговорности, не може ако немаме свесност за лична одговорност да имаме свесност за сите овие други видови одговорности. Исто така, за крај на ова видео ќе споменам емоционалната одговорност, која е дел од сите овие видови одговорности. Сите овие се преплетуваат во секојдневното живење. Меѓутоа, емоционалната одговорност, односно одговорност за својата емоционална свесност, за својата емоционална интелигенција која треба да расте и да се развива пред се преку препознавање, дефинирање на собствените емоции, прифаќање и пријатните и непријатните, и координирање и контрола на тие емоции за да не преплавуваат, да не бидат нашите реакции само од емоции, да не реагираме пребурно, да не реагираме така што еден ден ќе се каеме за тоа, да се обидуваме да бидеме колку што е можно постабилни, да учиме и да работиме на тоа да може да се носиме со своите емоции најдобро што знаеме, умееме, се разбира, да слушаме, да учиме, да истражуваме, да побараме поддршка, да побараме помош и стручна помош, тоа што го зборувам во сите видеа доколку е потребна. Меѓутоа, нашата емоционална стабилност, нашата емоционална интелигенција е само наша одговорност. И тоа е нераскинлив дел од личната одговорност. Ние имаме одговорност за собствените емоции, за собствените мисли. Ние не можеме секогаш да контролираме кои емоции ќе се појават, кои мисли ќе ни поминат низ главата. Меѓутоа, можеме да работиме на тоа, да контролираме колку долго ќе останат, што ќе правиме со тие мисли, како ќе ги насочиме, како ќе ги искористиме, во што ќе ги вложиме, а тоа е само наша работа. Да бидеме присутни
и достапни онолку колку што можеме за луѓето кои ни се блиски, за луѓето кои ги сакаме, да бидеме тука и за себе, да најдеме време за себе, да вложуваме во себе, во својата емоционална интелигенција, во другите видови интелигенции, да ги развиваме нашите вештини, за да можеме да имаме поквалитетно живење и на тој начин да можеме да им бидеме повеќе помош и поддршка и на најблиските. Јас знам дека преземањето одговорност не е секогаш едноставна работа, тоа е процес кој трае цел живот, кој се учи, кој се развива и сите ние некогаш ќе сакаме да избегнеме од некоја одговорност и тоа е во ред. Некогаш едноставно ќе бидеме во некои емотивни состојби во кои нема ни да бидеме свесни, некогаш ќе ја префрлиме одговорноста на некој друг, затоа што нешто сме превиделе, така ни било полесно, така сме верувале дека е најдобро, но сепак треба постојано да се навраќаме кон она што е лична одговорност, да го растеме, да го развиваме, да стекнуваме нови вештини, да го збогатуваме заради сопственото психофизичко здравје, меѓутоа и за подобри односи со другите. Ви посакувам се најдобро, ви благодарам што ги следите моите видеа, се надевам дека нешто од ова ви служи, ве инспирира. Споделете го ова видео ако мислите дека некој може да му помогне. Ставете лайк на видеото, погледнете некој од старите видеа и приклучете се на каналот, притиснете на звончето. Се гледаме во следното видео.